Здраво, пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за стрес, односно нема да ви кажам како да си предизвикате повеќе стрес, туку можеби што може да ви помогне во регулација на стрес и во можеби придонесување да ефектите од стресот немаат толкави последици. Сега, многу пати сум сигурен дека сте слушали, дека имате информација дека едноставно исхраната може да го регулира стресот, односно да придонесе да тие витамини, минерали кои што ги губиме при стресни ситуации, дека треба да се надокнадуваат, и тоа не е ништо ново. Но она што јас би издвоил неколку чекори како може да му помогнете на вашето тело во секојдневниот стрес кој што секој од нас го има во оваа брза еволуција и динамичен живот, е прва работа да обезбедува во текот на денот големи бои од овошјата. Затоа што колку ви е пообоена трпезата, тоа значи дека толку повеќе ќе донесете антиоксидантна вредност во вашата исхрана. Антиоксидантите се тука клуч за борење со оксидативниот стрес, како генерално терминологија, и со тоа придонесуваат да ги смируваат слободните радикали и да едноставно носат благосостојба за нашето тело на долг рок. Друга работа е да внесувате исто така и што повеќе зелени лисја, да ги кажам, односно да во народски жаргон кажано да внесувате што повеќе марула, да внесувате што повеќе блитва и така натаму, односно салати кои што се зелени затоа што во нив се содржи поголема количина на магнезиум кој што помага при лачење на хормоните на стрес и помага при регулација едноставно на тие хормони. Од друга страна, исто така, начин на кој што може да си помогнете е со јадење на добри јаглехидрати, или во превод можеби се тоа посложени јаглехидрати кои што помагаат за да се лачат срекните хормони во телото, како што е серотонин, и во превод тоа би значило да си ја средите исхраната. Мислам, секогаш кога зборуваме за било која конкретна тема, да, јас би нафрлил дека за стрес е добро витамин С, магнезиум и сложени јаглехидрати, но повторно ако земете, за да ги обезбедите тие во доволни количини, треба да направите комплетен баланс во исхраната. И четврта работа која што стака би ја додал тука е да можеби малку на еден начин подуховно се развивате, да практикувате можеби јога, медитација и нешто слично, а многу повеќе за таа тема ќе зборуваме утре, затоа што ќе имаме гостинка повторно во епизодата и сум сигурен дека ќе ви биде супер инспирација и ќе добиете многу повеќе информации за овој дел со јога и можеби како јогата ќе придонесе и ќе ви донесе вредност за да се справите со стресот. По оваа епизода имам толку да кажам, сосем општи јасни работи кои што верувам дека и претходно ги знаевте, но сепак јас сум тука да ве потсетам и да можеби му помогнам на некој да се освести дека треба да го прави тоа што го заборавил да го прави, а во превод тоа значи да си ја среди исхраната и начинот на живот. Така да, дечки, тука завршувам, се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики, нормално користете го хаштагов за да ми поставите ако сакате некакво прашање или комуницирате ме во приватна порака. Ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!